И официјално, единствен виновник што 14 луѓе изгореа живи во Тетовската модуларна болница е само еден обичен продолжен кабел. Скандалозната одлука на обвинителството да го амнестира екс-министерот и сегашен лидер на СДСМ Венко Филипче од било каква вина за една од најголемите трагедии во поновата македонска историја предизвика бура од реакции од сите страни. Политичари, адвокати, интелектуалци и граѓани се гневни што никој нема да одговара за смртта на овие невини луѓе. Премиерот Мицкоски прстот за оваа скандалозна одлука го впери директно во контроверзниот шеф на обвинителите од организиран криминал Ислам Абази, кој е во заминување. Вели дека Абази веројатно има намера докрај да си ја плаќа сметката кон минатата власт, која и го постави. Вели ова не е крајот, ова не значи и политичка амнестија. За жал, обвинителот кој што е во заминување, бидејќи веќе од тоа што сум информиран е распишан оглас за избор на нов обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, предпоставувам своите должничко-доверителски односи кон претходната влада одлучува да до крај ги испорача и не му значат тоа што живи гореа 14 луѓе, ќе повторам, живи гореа 14 луѓе, не му значи тоа ништо и одлучува да овој процес го стопира. Не е само премиерот, гневот од ваквата обвинителска одлука се истори од многумина граѓани на социјалните мрежи. Некои дури досетливо коментираа дека кабелот бил главниот мафијаш, додека пак други иронично велат дека сега требало некој дури да им даде орден на Филипче Јангјушев за брзи делувања во услови на криза. Дел од адвокатите пак се согласуваат дека во одлуката на Абази има и политика. За нив е чудно што случајот не ни стигна до суд, односно дека обвинителите не се обидоа ни со обвинение. Единствен кој очекувано ликува нова одлука е за сеганиот екс-министер Филипче, кој веројатно откако му падна камен од душата, сега бара сите да му наветнат глава и да му се извинат. Барам организираната криминална група ВМРО да се извини. Не мене да ми се извини. Да се извини криминалната група и Христијан Мицкоски да се извини на семејствата на загинатите. Затоа што 5 години си поигруваат со нивните чувства, со нивните емоции и со нивната жал. За премиерот пак ваквото ликување е чудно ако си има в предвид дека токму оваа опозиција предводена од Филипче секојдневно мава со дрва и камења по судството, ама сега кога им одговара одлуката го фалат. Она кое што мене ме збунува, а стига како порака од опозицијата е до вчера тие што критикуваа за односот на правосудните органи, сега ги фалат и се полни со хвалоспеви за нивната работа и така наречената во наводници објективност. Пред 5 години, обвинителството за организиран криминал отвори предистрага по допрен глас од јавноста за случајот. 3 обвинителки со години собираат документација и сослушуваа сведоци. Иако пред истрагата траеше долго, ниту една обвинителка не најде сомнеш за кривично дело. Напротив, тврдат, модуларните болници се набавени и монтирани согласно законски прописи.